Златниот ангел. Еве книгата. Е книга на адвокатот, но и колумнист Марин Гавриловски, тој е нашиот гостин. Интересен и предизвикувачки наслов и што се крие зад него. Разговараме во продолжение. Добро утро. Добро утро. Официјално, како сте добри? Добро, благодарам. Денеска е промоцијата. Па да, денеска е многу значаен ден, затоа мојата благодарност кон вас уште поголема, бидејќи токму денеска најдовте време да ме поканите. Ајде малку повеќе за Златниот ангел, за ви имате постојано инспирација, пишувате колумни покрај предизвикувачкиот дел на вашата професија кој што го имате реално да се биде адвокат и тоа како е динамично во денешно време. Многијата време пишувате колумни, но и пишувате и книга. Што ви инспирираше за Златниот ангел? Па едноставно сакав да напишам нешто позитивно, нешто што луѓето ќе може да ги релаксира и опушти во овие тешки времиња кога гледаме какви војни се случуваат низ светот, какви кризи има и луѓето се под постојан стрес. Па можеби и јас бев под стрес, па реков на некој начин ајде да се обидам да создадам нешто кое што можеби ќе успее луѓето да ги натера да се опуштат навечер пред спиење кога зема да читаат книгата, да си легнат и да заспијат полесно со убави мисли. Можеби тоа беше една од главните теми да се обидам на некој начин да се борам против негативната енергија со тоа што ќе создадам едно дело кое што иако е мистериозно, иако е со многу пресврти, сепак не е насилно, не е со некоја негативна енергија. Така што мислам дека основата беше тоа. Златниот ангел, што се крие? Има ли символика наслова? Има символика, но ако ја откријам, нема да биде интересно. Да. Добро, но тоа е важно. Златниот ангел се појавува некаде на последните 10 страници од книгата, така што тука е целата суштина на тајната која што тој ја крие, но читателите ќе треба сами да откријат. Добро, вашата професија како адвокат влијаше ли на стилот и начинот на напишувањето на книгата, иако во вашите колумни може по некој назив адвокатски да се проткае, дали во книгата влијаеше сепак? Јас мислам дека влијаеше, бидејќи е напишана, не е напишана како што би пишувале по моje мислење класичните писателите кои што име тоа професија. Мислам дека таа концизност на некој начин и насоченост на книгата е токму резултат на мојата професионална активност, бидејќи јас во текот на мојата работа создавам така куси форми, да речеме, писателски, меѓутоа бидејќи на вистина секој поднесок, секоја тужба може да се нарече дека е некој пишано дело, меѓутоа тоа е некоја поврзаност меѓу адвокатската логика и законот. Се прави некоја комбинација. Овдека сум многу послободен да можам нема граници. Пишувањето на роман нема граници. Границите се едноставно самиот си ги создава авторот дека ги пишува. Па може некако најсоодветно прашање сега е пишувањето ви представува ли бегство од секојдневието, од се она што е предизвикувачки дел и составен дел од вас и вашата професија во текот на динамичното секојдневие? Па некој психолог ако ме анализира, можеби тоа може да го најде дека токму едноставно на некој начин. Јас ја пишував книгата навечер, се обидов да најдам време за да ја напишам книгата, да се сконцентрирам само на тоа, меѓутоа како што рековте, поради обврските многу тешко беше тоа и одлучив сепак дека времето поминува и не се враќа назад и дека треба да се создаде тоа што ми е во главата, да го преточам во пишан текст и одлучив сепак она време кое што ќе го најдам во текот на денот да го посветам на пишување и тоа беше обично навечер. Обично навечер во доцните вечерни часови домашните ќе си легнат, улиците ќе стивнат и ќе може да се посветам на Освен предизвикот со времето, имавте ли некој друг предизвик додека ја пишувавте? Па генерално не. Има едно правило, не знам кој од писателите го кажал, дека кога ќе почне да се пишува, треба да се има континуитет и барем по една страничка дневно да се напише. И тоа ми беше некако некој мотив. Некојаш ќе напишев 3-4, па после 2-3 дена одмарав. Меѓутоа, како ми доаѓаше инспирацијата, така меѓутоа одржав еден континуитет. Континуитетот е многу битен кога се создава нешто што е навистина долго, големо нешто и мора да се цело време да си со него. За темата нема да зборуваме, за главната тема нека биде предизвик, доволен е насловот како путик за да се прочита, но каква порака носи до читателите?
Книгата... Ајде прво до обичните читачи. Да, книгата генерално, како што гледате на насловната страница, се ставени 3 града. Тоа е Охрид, Софија и Белград. Действието на книгата се случува во овие 3 града, работите, действијата се извлечени од македонската историја. Значи, нашата богата историја испреплетена низ Балканот. Значи, главната порака што ја праќаме тоа дека сме ние многу богата земја со историја. Добре. Но дека живееме во едни малку турбулентни простори. Меѓутоа, идејата на книгата е токму да создаде една врска помеѓу нас и помеѓу нашите соседи, бидејќи мојата идеја е да се преведе и на бугарски и на српски јазик, и тоа да биде еден мост меѓу културите, јазиците, историите, државите, народите, граѓаните, меѓу себе, да се обидеме, да создадеме малце попозитивна атмосфера на овој простор. Епа, вистинско прашање, колку реалноста во Македонија се рефлектира во делото? Реалноста, бегав од реалноста, констатиравме тоа. Значи, целото действие е една приказна која што се случува сега, меѓутоа е испреплетена со историјата и нема никакви допирни точки со сегашноста во смисла некои актуелни прашања кои што сега се, да речеме, им тежат на граѓаните. Значи, гледав да побегнам од секојдневието во една магична приказна. Идејата беше да ги вратам читателите можеби на детството, кога оделе на одмор, кога посетувале некои историски манастири, да речеме во Охрид, кога го посетувале Охрид. Едноставно сакав луѓето да ги натерам да се вратат на времето кога како деца сме биле добри, нели? Ние кога старееме малку се соочуваме со суровата реалност. Се сакав малце да се вратиме на детството, да се вратиме на позитивата, на некој начин на она што не прави да бидеме добри луѓе. Се надам дека ќе остави белек и траг во општеството, да се потсетиме малку повеќе на добрината, дека сите ја имаме некаде. Некаде малку повнатре, некаде се на површината, се забележува, ама доволен потик и причина да излезе. Да. Колку преку литературата сакате да испратите, се договоривме да биде коментар кон одредени општествени појави? Па, генерално, можеби она што може да речеме да се поврзе со нашата реалност е тоа дека голем број од нашите историски артефакти не се наоѓаат во Македонија. И нели низ текот на историјата тие биле и сега се наоѓаат по музеите и црквите на нашите соседни држави. Дека можеби во тоа треба да видиме колку ние како држава можеме да создадеме некоја стратегија да се обидеме да ги вратиме тие артефакти. На пример, една од елементите во приказната е круната на охридските архиепископи, која што 1916 година, за време на Првата светска војна, била земена од Македонија и однесена во Софија. Таа круна е таму, не е тука, а местото е во Охрид. И дали ние можеби и како држава и како јавност и како историска наука, нели, луѓето од факултетот може да се обидат, барем тој можеби најзначајниот артефакт македонски, еден од најзначајните. Таму е исто така и крстот на Свети Климент. Можеби да се обидат да ги вратиме во Македонија, каде што вистински им припаѓа местото. Одлично е да ја потикнете академската фила малку повеќе да се активира и да размислува, но од друга страна и младите да ги едуцирате. Не знам колку мина од младата генерација се запознаени со сиве овие факти кои што се дел од нас. Очекувате ли реакција од читателите? Каква реакција очекувате? Кои се очекувањата? Еве денеска ќе биде промоцијата. Книгата веќе е во предпродажба од прилика од почетокот на април и јас веќе почнав да добивам многу позитивни реакции, дури ме споредуваат и со Кодот на Да Винчи од Ден Браун, дека имала некаква слична конотација. Има некои поврзаности со книгата, меѓутоа приказната е сосема автентична, наша овдека локална и јас сум многу среќен од одзивите што ги добивам веќе и нели на социјалните мрежи сега исто така нели мора да се биде присутен за да постоиш нели. И па на тие профили кои што ги отворив за Златниот ангел и на Инстаграм и на Фејсбук добивам веќе одзиви од оние што ја прочитале книгата и тие се позитивни и мене тоа ме поттикнува едноставно на некој начин и да продолжам понатаму, па можеби да
одиме со втора книга. Ајде, нека отвори пат. Нека отвори пат и за вас лично. Што значи оваа книга? Па значи едно исполнување. Едноставно создавање на нешто. Нешто сте создале што ќе остане. Да. И доколку е тоа позитивно и доколку тоа ќе оној читателот предизвика позитивна енергија, за мене е тоа доволно. Тоа ми беше основната работа, да создадам луѓето да бидат задоволни од нешто. Добро, кажавме дека можеби ќе отвори пат, така што можеби следно за некој друг книжевен проект се гледаме понатаму, дотогаш нека биде инспирација динамичното секојдневие кој што го имате и нека биде пример дека секогаш може да се избега од она што прави поголем притисок, да се даде малку повеќе оддишка и убаво и позитивно расположение. Ако ништо друго за здравје. Ба, така да, токму така да. Така да. Благодарам што одвоивте време, иако денеска денот, се подготвувате за промоцијата, ќе биде динамичен овој понеделник, се гледаме, се разбира, за убави работи. Да, благодарам уште еднашка на поканата. Сакам да ги поканам сите гледачи на македонската телевизија, доколку се во можност, вас секако, вечер од 18 часот да дојдат на сајмот на книгата во арената Борис Трајковски.